вече во Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаджиевски. Американскиот претседател и јапонскиот премиер се заложија да го ревидираат долгогодишното сојузништво за да одговори на предизвиците од 21. век. Домакинот Јукио Хотојама се заложи за соработка со Барак Обама на разни тешки прашања, како климатските промени, неширењето на нуклеарното оружје и состојбата во Авганистан. Обама на заедничка пресконференција изјави дека наскоро ќе реши колку дополнителни војници ќе испрати во Авганистан и дека тоа одзело време затоа што сака да ја донесе вистинската. Хотојама потврди дека Јапонија ќе прекине да точи гориво за бродовите во Авганистан, но дека ќе даде $5 милиарди помош за Кабул. На мозокот на терористичките напади од 11 септември 2001 Калид Шејк Мохамед ќе му биде судено во цивилен суд во Њујорк, заедно со други четворица обвинети, најави американски владин представник. Ним првично требаше да им суди Американска воена комисија во притворниот центар Гвантанамо на Куба, каде осомничените беа држани. Во септември трговскиот дефицит забележа рекорден месечен пораст во последните 10 години, во време кога растат цените на увезена нафта и добра од Кина. Јазот меѓу она што сад го продаваат во странство и она што го купуваат порасна за над 18% на месечен износ од 36,5 милиарди. Бурманските планови за одржување избори следната година нема да бидат легитимни доколку владата не стапи во диалог со опозицијата и етничките малцинства, изјави американската државна секретарка. Во интервју за Гласот на Америка, Хилари Клинтон рече дека доколку се стретне со бурманските лидери во Сингапур на самитот на АПЕК наредните денови, ќе изврши притисок изборите во 2010 да бидат поотворени. Председателот Обама и поддржувачите од Демократската партија освоија голема победа во представничкиот дом, но за она што беа потребни неколку часа гласање во Конгресот, ќе бидат потребни недели во Сенатот. Во продолжение со какви предизвици се соочува легислативата за здравствена заштита. Madam Speaker, throw out this bill. Победата не уследи без борба. Демонстрантите и опозиционите законодавци протестираа на Капитол Хил. Овој закон е најголема закана по слободата што сум ја видел во последните 19 години колку сум во Вашингтон, рече лидерот на малцинските републиканци. Но законот сепак мина во представничкиот дом. The yeas are 220, the nays are 215. The bill is passed. Следниот чекор е во Сенатот. Во сегашната форма на документот, секој американец треба да има здравствено осигурување. Поединците мора да го купат, а вработувачите мора да го обезбедат или да платат казна. Осигурителните компании не смеат да одбијат осигурување заради претходни здравствени проблеми на осигуреникот, како што досега се случуваше. Имаме шанса да спречиме и натаму секој ден по 14.000 американци да губат осигурување, а 18.000 годишно да умираат поради тоа што го немаат. Председателот Обама го повика Сенатот брзо да ја усвои легислативата. Но тоа е полесно да се каже отколку да се стори. Демократите и републиканците единствено се согласни да нема здравствено осигурување за илегални имигранти, но по прашањата за тоа од каде ќе дојдат парите и која ќе биде улогата на владата, предстојат битки во Сенатот. Во продолжение на News Flash на неодамнешната конференција на македонистите во Солт Лейк Сити, сојузната држава Јута, беше прикажан за прв пат во Соединетите Американски држави филмот Тајната книга. Нашата колешка Лилица Китановска разговараше со авторот на сценариото, Јордан Плевнеш. Тајната книга постои. До нејзина копија дошол Јордан Плевнеш, како амбасадор на Македонија во Франција и познат драмски писател, што го заинтригирало да ги истражи незините корени. Во колаборација со Владо Цветановски и Љубе Цветановски, за патешествието е направен филм, полн со мистика и поезија, што води низ многу предели, но почнува во Македонија. Снимањето траело 2 години, монтирањето додало уште една, а филмот е завршен пред 2 години, ни кажа Плевнеш, со кого разговаравме на неговата презентација на Универзитетот на Јута. Тој е среќен што, како што рече, македонската тајна духовна историографија ќе биде споделена со американските пријатели, кои како македонисти навсекаде во светот ја бранат идејата за македонскиот идентитет.
Позната е потрага по еден изгубен средновековен ракопис, од кого се останати само две копии, на латински. Едната, вели Плевнеш, се чувала во музејот на Инквизицијата во Каркасон, а другата во музеј во Виена. По Француската револуција, копијата била преместена во Националната библиотека во Франција, каде тој ја наоѓа. Сите тврдат дека ракописот потекнува од Балканот, а поголем број медиевалисти тврдат дека тој потекнува токму од големиот град во Преспа, кој што 1096 година бил уништен од првиот крстоносен поход. Филмот ја раскажува потрагата по тој оригинал на еден европски научник кој доаѓа во Македонија да открие каде е пишувана книгата и ги посетува сите духовни ходачавстија, како што вели Плевнеш, од античкиот до средновековниот период. Во Македонија живее човек со истото име како авторот на книгата, кој користи гулаби писмоносци за испраќање пораки до сите светски библиотеки, за да ја откријат тајната за Македонија. Si vous voulez savoir pourquoi. Тајната во филмот сепак не се открива, но Маја Јакимовска-Тошич од Филолошкиот факултет во Скопје прави научен обид да го распетли патот на тајната книга. Нашата цел и идеја е да ја откриеме реконструкцијата на движењето на овој ракопис од местото на неговото потекло, значи да убицираме точки на линијата на таа трансверзала на движење низ југоисточна Европа, низ делот на Македонија, Босна, Далмација и секако Јужна Франција и Северна Италија. Француски Гардијан филмот го става во релација со Кодот на Да Винчи на Ден Браун, а Јордан Плевнеш ни откри дека работи на роман по оваа приказна, што планира да го објави следната година. Во понеделник во Newsflash, дебата во Калифорнија, марихуана за медицински потреби. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Најнови информации поврзани со азиската турнеја на председателот Обама. Погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатен викенд. Се гледаме в понеделник.